Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на подкастот на Дрнка МК, гласот на младите. Во наредните минути наши ваш гостин е девојката кој што ја освои или ги сплоти македонските срца, но се искачи на музичкиот трон на Voice of Europe или гласот на Европа. Добро, веќе знаете за кого станува збор. Нашата струмичанка, младата Тина Русева. Тина, добре дојде во подкастот Гласот на младите. Здраво, Ване. Првенствено, преголема чест и задоволство ми е што сум тука вечерва заедно со тебе. Се надевам дека ќе имаме одлично интервју и гледачите ќе уживаат заедно со нас. Значи, некако имам трема да бидам со Тина Русева вечерва во подкастот. Немој така сега мене да ми правиш трема. Нема потреба од трема, ние сме струмичани и мора да се поддржуваме така да. Лабаво. Ама спроти мене седи девојчето кој што ја освои цела Европа. Фала ти. Ми значи комплиментот и се трудам, дај Боже, еден ден и светот да го освојам. Или девојчето што кога излезе со она, како беше песната? Do it like a dream. Ете така на Voice of Германија ги сплоти сите македонски срца. Ма не знам кој не зборуваше за тебе, кој тоа видео не го сподели. И не е мала, мислам, и не ми е баш лесно мене да овде да седам како домаќин, како водител на Тина Русева. Па, ете, јас се надвам дека ќе можам да те опуштам за тек на време. Добро, Тина потегнеш овде од Струмица, струмичко дете, своевремено добро познато на струмичани би рекол, со оглед дека преку ТВ каналот ВИС беше на неколку детски фестивали, ама прирасна во едно девојче кој што ја освои цела Европа. Која е Тина Русева на самиот почеток? Па, Тина Русева, баш како што кажа, почна од самите фестивалчиња, почнав од мојата Струмица, од фестивалчето Јојо. Таму ја добив можноста да ги отпием моите први песни, да кажам. Така што таму почнав и после се некако многу на брзина видна се. После тоа отидов на арт фестивал Дојрана, се представив таму во Дојран, прв пат надвор од Струмица. Бев, како што знаеш, на IT замижи. Така да, тие се моите рани почетоци. Исто така музичкото школо, кое што ми даде многу повеќе мотивација да се трудам околу музиката, затоа што секогаш кога одам во музичко, мене тоа време кога ќе дојдеше време за музичко ми беше омилено кога и да требаше да одам таму, така да тие се некои рани почетоци околу музиката, со тоа што и моите родители се бавеа со музика, имав можност да присуствувам на повеќе музички настани, да се на некој начин да црпам инспирација од повеќе артисти. Јас па мислев ќе кажеш имав многу мерак да идам математика часови. Јас и математика искрено не би. Добро, Тина, навистина, мислам, по она што го достигна и гледам дека се обидуваш и успеа дека да го трасираш собствениот пат, авторски пат. Ова е заради долг кон мама и тато или? Па не, повеќе мојата љубов кон музиката, да, дел од причините се мама и тато, нормално, но, да кажам, тие беа правецот, а јас бев одлуката. Така да јас одлучив дека тоа е правиот пат за мене. Тие ми го покажаа само правецот дека имам можност да се водам кон тој пат, но прашањето беше оставено на мене, дали јас ја имам љубовта кон музиката, дали јас сакам да се бавам со таа професија, но уште од мало, уште од рана возраст, јас од секогаш покажував љубов кон музиката, така да има и некои интересни видеа на 2-3 години на YouTube, кои што може да се видат, кај што видливо се гледа дека таа љубов кон музиката постои уште од тогаш. Така да од секогаш бев тоа чудното девојче кое што прво стануваше, пееше, па ги миеше зъбите, така да тоа беа моите почетоци. Нормално дека моите родители помогнаа во тоа начинот на кој што ќе се градам јас, но никогаш не ме оставија, да кажам, секогаш ме оставаа сама да одлучувам за тоа што ќе го правам во иднина, па така и музиката. Никогаш не сакаа да ме пикат таму кај што не ми е местото, секогаш ме оставаа сама да се борам, што мене ми беше најважно, така да, Значи си имала таа желба, таа љубов кон музиката, не тоа дека мора да се одложам кон мама Верица и тато. Никогаш. Па, например, брат ми тетовира, кој што, например, исто уметност, но нема врска со музиката, не остава на нас сами да одлучиме што сакаме да правиме. Кога веќе јас бев решена дека сакам да одам по патот на музиката, веќе тогаш имам можност да ми помогнат во тој пат, да ми го олеснат на некој начин. Те памнам моменти Лазо и Горан Бушев, поздрав до колегите, и те памнам од Јојо фестивалот кој што го организираше
мојата колешка Мери Јанчева, и сега те гледам вака и просто колку чекори напред си отишла. Па работам на себе, работам на својата кариера и се трудам да бидам што подобар човек. Да, ама мислам дека тој твој музички пат не беше така лесен и едноставен. Воопшто не беше, како што и пред тоа реков, моите родители секогаш ме оставаа сама да одам по сите патишта. Нормално дека некогаш во знак на околности знаеа да помогнат, да ми укажат на некои грешки, нормално да не ги правам грешките кои што ги правеле тие, но во принцип се што работев сама. Одлучувам сама и до ден денеска сум таква, не сум сакала баш да ми се мешаат во моите одлуки. Одлучувам сама кај ќе се водам, што ќе правам. Така да не беше лесно, како мало девојче да се справи со сите тие обврски, со сите тие одлуки, беа тука, но во принцип, како и сега, сакам да одлучувам сама и се водам сама кон се. Чекај, нешто вака сега, сакам да одлучувам сама. Тоа као тврдоглавост, нешто као демек јас можам, имам самодоверба, ќе успеам. На некој начин да, но и на некој начин сакав да видам колку можам сама. Родителите се тука да помогнат, нормално, но многу е важно да знаеме колку ни е капацитетот уствари, колку можеме сами да постигнеме без никого. Моите родители нема вечно да бидат живи, јас еден ден ќе бидам оставена сама и морам да се снаоѓам со се сама. И тоа калење на некој начин беше баш тоа да пробам да стигнам сама до некаде. Тина, ова што ти го поставих пред малку, не беше тоа дали дека не беше тежок. Сите ќе одговор дека не е тежок патот. Но мене беше поентата што ти почна овде, во Македонија, во нашата средина, почна да пееш, некако да го трасираш сопствениот пат. И одеднаш нова средина. Тина во Леверкузен, ако не се лажам, нешто сосема ново. Па да, почнавме од нула уствари. Бевме тука јас бев 11-12 години кога се преселивме во Германија, така да не беше лесно, одиш во нова средина, почнуваш од нула, не знаеш јазик, немаш толку комуникација со луѓето околу тебе, јас сум човек кој што обожава да биде околу народ. Во тој период уште се баравме кај сме, што сме, околу нас македонци има, нема, не знаеме јазик за да комуницираме со германци, така да не беше лесно на почетокот, но секој почеток е тежок, јас секогаш така велам, секој почеток е тежок и на некој начин со тек на време сваќаш дека и во тој момент уствари сваќаш дека си сам и дека мораш да се избориш за нешто и тоа е мотивација за понатаму. Како се избори Тина? Сега збориме овде почнуваш да го трасираш тој пат. Со дали детски фестивали, дали оние дебитански или аматерски, како и да е. И дојдеш во Леверкузен кој што претпоставам германски не си го знаела како што треба. Срам, нова средина, точно дека ќе најдеш македонци. Кога почна да пее таму Тина? Како почна? Дали во оние станчиња, па македонско да се запее, па не знам, тоа ме интересира бидејќи тука некако почна да го трасираш патот и одеднаш во една џунгла, ајде би рекол така. Баш така. Еден период ме немаше искрено, некои си 3-4 години фокусот беше на едукација, да го научам јазикот, да се пронајдам во средината таму. Така да ме немаше еден период, иако јас дома нормално дека дома си пеев во станот, си пеев, си правев концерти низ дома, да, но генерално во јавноста ме немаше тие некои 3-4 години како пејач, да кажам. Кога веќе дојдов до некој ниво кај што веќе јазикот ми беше тука некаде, можев да се снаоѓам, можев да се разбирам со луѓето околу мене, почнав да одам на музички академии, почнав да се надоградувам со некои музички, да кажам, музички педагози, претпоставам. Да, почнав и да одам на повеќе workshops кои што беа поврзани со музика, така да тоа ми помогна во тој аспект да запознам луѓе кои што се бават со музика, да добијам нови насоки од нив. На првиот workshop на кој што бев музички workshop, добив можност да се представам на концертот на мојот коуч кој што беше во тој момент, така да некако од таму, после влеваш во тие кругови е многу полесно. Мене ми беше целта кога отидов таму, прво да се фокусирам на се околу мене, музиката некако падна во втор план, после кога веќе дојде момент да се снајдам со јазик и се околу тоа, беше окей, што ќе правиме, што е најдобро за мене во тој момент, како би било најлесно да се пробијам на оваа сцена.
Што беше она пресудно? Ќе се вратиме на тој пат. Што беше пресудно? Што те мотивираше? Што те влечеше да не се откажеш од она што го посакуваш? Бидејќи таа нова средина, нова џунгла, јазик совладуваш, си била на музички школи и така натаму. Но што беше она пресудното што те тераше да... Значи, сепак ти тоа девојче си бил таму 15-16 години и... Па, љубовта кон музиката ми е првата љубов и мислам дека ќе ми биде за секогаш. Така да таа прва љубов не се откажуваш, не можеш баш да се откажеш така лесно од неа. Ја имам вродено во мене со самото тоа што пораснав со двајца музичари и сметам дека доколку нешто навистина сакаш, дека што и да има околу тебе, ќе се трудиш, ќе се бориш и ќе стигнеш до него. Така да верувам во себе, во тоа што го поседувам, верувам премногу и до ден денеска верувам во Бога и сметав дека кога тогаш ќе си го најдам својот пат и ќе успеам во тоа што сум го градила тие неколку години додека живеев тука. Што пееше Ептина? Отиде во Збориме сега за не почетоците овде во Македонија, туку отиде во Германија. И сега ти точно дека се повлече, дека можеш да го совладаш тој јазик. Велиш, пее во станот таму кај што бе. Што пееше? Како ми кажа како на концерт да бев во сопствениот стан? Да, си правев концерти сама на себе. Некогаш ги седнував сите пред мене фамилиарно и справевме концерти. Често знаевме да земаме гитара, татко ми свиреше гитара, батко ми свиреше бас, па ние сите, јас и мајка ми пеевме. Често знаевме да се забуваме дома. Така да, често кога пеев со нив, пеев да кажеме ете повеќе македонски, пошто мајка ми пееше македонски фолк, а кога јас пеевам сама за себе, најчесто знам да си запеам англиски. А сега? Сега мешам искрено. Сакам да повлечам што можем повеќе страни. Шарам со стилови, интересно ми е да шарам со стилови, но целта ми е мене светот и Европа, така да сепак одам повеќе некај англиски, некој си поп, соул, джез или фанк. Да. А ова македонско девојче, ова сите девојчиња, мамо се мажија. Пеам се, далеку од тоа дека не пеам се. Пеам се, фала му на Бога, имам повлечено и од мајка ми од таа страна, така да можам да балансирам измеѓу двете страни. Пеам и нашо, реално пеам нашо доволно, нормално кога некогаш така ќе се седнеме по друштво или нешто, нормално дека нема да ја пеам Jessie J Do It Like I Do, туку ќе запеам нешто нашо од срце, така да. Пеам и нашо, но нормално, мојата цел е друга. Почна приказната или пак се проби во, иако струмичаните знае како она мало девојче, така малку побуцкасто би рекол јас. Да. И до ден денеска се трудам околу мојата килажа, но за разлика од тоа што бев баш се надевам има некоја разлика. Како те примија германците? Мислам, значи, Voice of America неко често пати си го спомнала дека беше големо музичко, односно е големо музичко надпреварување, каде што имаше 5 селекции, па селекции и така натаму, но како се до тоа германците, знаеш, девојче кој што доаѓа од Македонија, сега искрено да бидеме, кој слушнал, кој не слушнал, ама навистина слушна преку гласот на Тина Русева. Па да, искрено морам да ти признам, бев изненадена што бев предобро прифатена таму и се беше толку на професионално ниво организирано што немаше разлика измеѓу тоа кој од каде доаѓа, него сите бевме таленти таму и бевме на исто ниво. Исто така и од публиката бев изненадена што бев прифатена добро и сака да слушнат повеќе од мене. Посебно ете така комши, пријатели кои што на некој начин знаат некогаш да биде покомплицирано да стигнеш до нив затоа што таму сме научени, имаме некој ред и кога некогаш ќе го тој ред малку ќе го зезнам да кажем затоа што морам некоја песна да напишам, знаеме некогаш да имаме мали некои ситни проблеми. Ми беше интересно што ме прифатија и дури ми пружија подршка и кога пеев после веќе немаше прашање зошто пееш до толку касно и слично. Така да се беше предобро прифатено. Сакаш да кажеш соседите дека реагираа на твојот глас? На почетокот реагиравме, реагираа затоа што имаме некој дневен ред кој што треба да го почитуваме. Јас некогаш дам да ги цепкам минутите да дојде да довежбам што можам повеќе.
Така да некогаш не име на ниво предност, треба да си легнат, треба да одмарат. А јас морам да навежбам за некој си настап или за нешто било што. Не беше лесно затоа што и немав премногу време да ги спремам настапите, така да некогаш знаеа да изреагират, но од кога веќе видоа што се случува им беше јасно зашто тоа беше така, така да ми опростија се и бев прекрасно прифатена и од соседите, и од луѓето таму, и од публиката која што беше на Voice и после тоа, така да исто добив премногу коментари од германци, што мене беше чудно затоа што често знаеме да помислиме дека не ги прифаќаат нашите таму, а јас бев сосема добро прифаќена. Да, добро, а како германската средина во Леверкузен, па можеби си имаш соседи германци, немам појма, како после би рекол, ајде да кажам тоа пробивање на Voice of Германија, како те видоа после, кога сето тоа излезе на телевизиските екрани, на улица, комшиите, што ти кажа? Па им беше чудно првично, затоа што кај сега ти од Македонија дојде тука, отиде на The Voice, тие мислеа јас дека пеам хоби, како хоби. И после кога ме видеа на The Voice, беше сосема ме гледа на друг начин реално, затоа што видео дека не се зафркавам со тоа што го правам и дека навистина го сакам. Се гледаше дека слушаа, нели, како пеам, што пеам, секогаш те слушаме одоле, супер пееш лево десно, но тие не беа свесни дека јас пробувам да газам на постабилно ниво и се трудам да стигнам до поголем успех и да не биде само хоби, него еден ден да стане и професија. Така да ме гледа, интересно им беше и на нив, им беше чудно како јас сега од тука од Леверкузен стигнав до Берлин, од Македонија стигнав до Леверкузен, од Леверкузен стигнав до Берлин. Им беше интересно, но ме прифатија стварно добро и реално само позитивни коментари од сите. Те пишеше и германскиот печат, тоа дефинитивно можев да видам дека за Тина Русева се пишуваше еден известен период. Она што мене ме интересира за твојата кариера, мислам, веќе почна своја, ако не се лажаме, онај авторска песна која што секојаш ќе остане во аналите на она што го градиш како професионален план. Дали те отсликува тебе лично оваа песна која што неодамна ја објави? Па да, јас имав еден период во The Voice кај што беше прашање дали ќе бидам јас своја, ќе останам на тоа што сум си или ќе пробам да се вметнам во тоа што е полесно да ме на начинот на кој што е полесно да ме прикажат во јавност. Јас на крај одлучив да бидам своја и решив дека јас доколку сум своја, сум искрена спрема публиката, а најважно од секогаш ми е да го правам тоа што го сакам и луѓето да видат во мене, да ја видат таа искреност во мене и љубовта која што јас ја поседувам во музиката. Па така сосема случајно дојде до момент да направам песна баш околу тоа, затоа што тој период ме водеше таа мисла, да кажам на некој начин, која сум јас, како сакам да ме видат луѓето, како на кој начин би било поадекватно да се представам, затоа што многу често типот на The Voice, шоута како типот на The Voice, знаат да имат некој шаблон како треба еден пеач, како треба еден изведувач да излезе или да се прикаже во јавност, но многу е важна таа автентичност на крајот на денот. Така да за мене беше во тој момент поважно да бидам своја и затоа беше песната кај што беше тоа тие две Тини кај што едната плаче и се нервира што ќе се случува, а другата и вика зошто плачеш, ти си таа што си, биди своја. Само да видиме своја преку Тина Русева, кратко еден сегмент од незината прв сингл во подкастот Гласот на младите. Не се менувај, за ниту еден збор, за ниту еден туги лажен сон. Биди своја, своја, своја. Своја. Се враќаме во Гласот на младите со Тина Русева. Тина рече дека во песната има две Тини, едната која што вели зошто плачеш, другата јас сум своја. Најде Тина да заплаче? Па искрено да ти кажам, јас не сум човек што знае да плаче. Ретко плачам, премногу ретко плачам, што и чудно е, да кажеме, обично жените се понежни од пол и често знаат да заплачат. Јас некако од сите работи кои што сум ги доживеала, колку и да звучи банално сега, сум сватила дека на некој начин џабе плачеш.
Животот е борба и е многу важно да се бориш со него и да се носиш со тоа што нормално, некогаш ќе заплачам, ќе ми олесне нормално, но го имам сватено животот на друг начин и сметам дека зошто да плачам кога можам да бидам позитивна и да се сносам со се што носи животот. Така да животот е за мене еден челендж, еден предизвик кој што секојдневно се бориме со него и е многу важно да се избориме. Сега дали ќе го одбереме патот да плачеме и да бидеме депресивни и несреќни дома или ќе го одбереме патот да бидеме позитивни и да го сватиме тоа на еден начин како предизвик, тоа е наша должност и наша одлука. Со самото тоа јас секогаш одлучувам да видам таа позитивна Тина која што знае да се избори со се. И фала му на Бога се носам добро со тоа и искрено ретко плачам. Знам да заплачам, нормално како и секој човек, сега да не звучи дека јас сум, не знам, херој сега тука, не. Знам да заплачам, но искрено за разлика од многу други особи, баш ретко ми се случува. Баш кога веќе немам друг избор, тогаш знам. Ти колку години имаш? 21. Ако не си била пејач, што ќе беше? Па, не знам, би бил нешто околу организација. Обожавам организација и планирав, например, да запишам факултет за евент менеджмент. Така да пак би било нешто поврзано околу музиката, но би било, да кажеме, некој организацијски аспект. Не, знаеш, вака слушајќи те претходно во однос на тоа дали плачеш во животот и што треба, велам, оваа девојче живот е мотиватор, види како настапува, како влева надеж кај останатите, односно мотивација да се борат во животот. Некако како животен тренер нешто, добив чувство, затоа те прашав. Па зошто да не, јас зборувам тоа што јас го чувствувам и тоа што јас го гледам и моето гледиште на животот е многу поразлично со искуствата кои што ги имам во него. Како мала имам преживеено некои работи кои што за многу луѓе се чудни, така да имам сватено многу работи уште на мала возраст и ми се многу работи многу појасни од колку што треба да ми бидат, така да знам точно што сакам, знам точно кај можам, знам точно како треба да се мотивирам самата себе и знам точно на кој начин сакам да се видам во иднина. Значи, ако личноста знае што сака, сама со себе да расчисти, тоа ќе е многу полесно. Во секој случај. Многу е важно да знаеме кој сме, што сме и што сакаме. Тие три прашања кога ги имаме за самите себе е многу полесно да се водиме кон својата цел, затоа што тогаш имаш стриктна визија, сакам да стигнам до таму, тоа сум јас, патот ме води на тој начин, се трудам, градам, работам и не е сега дека е загарантиран успехот, но доколку навистина нешто сакаме и се трудиме за него, сметам дека на некој начин и може да биде загарантиран. Таа ваша генерација сите така размислуваат или Па не знам, кажи ми ти. Не, малку некако отскокнуваш, некако останатите на твоја возраст студираат, па чекаат нешто, па како да некако вработување, па некако не се толку борбени, мислам, таа нова генерација, како да добивам чувство дека чекаат некој да им го сервира наспроти Тина Русева кој што седе наспроти мене, кој што се бори, како лавица, мала лавица. Фала ти. Па се трудам колку можам, може е така, не знам, јас не би сега да зборувам за другите, така, но за самата себе можам да кажам дека навистина правам се да успеам во тоа што го сакам. Те удари славата во глава? Не. Па мислам дека со самото тоа што сум тука и зборувам на овие теми, мислам, ете, јас за мене сметам дека не. Многу ми е важно да останам сама своја и да бидам тој искрен човек, тоа дете кое што е секогаш искрено, бунтовно, така релаксирано, позитивно, да си останам тоа што си бев и ете, на некој начин сметам дека се држам добро сега за сега. Зашто бунтовно? Па, знам често да се бунтувам со самата себе, зошто така. Зашто дека со средината некако? Не, со средината не, затоа што се што правам за себе и сите тие карактеристики кои што ги имам се стрикно за мене лично. Како се бунтуваш сама со себе? Вика, едната Тина вели дека нема да успеше, а другата, тоа е тоа, она што... Па да, често знам да се прашам, например, зошто тоа така, зошто оно онака, и после уствари сваќам дека да, си правам и се бунтувам во главата сама со себе, си прашувам, често знам да размислувам на некои теми кои што сама не знам што е правилно за мене, но на крајот на денот таа своја Тина, која што е со таа самодоверба, нормално сите имаме денови кај што не ти е баш до се дојдено и некогаш знаеш да се прашаш зошто така, може не требаше така, може тоа, може ноа, но таа самодоверба која што имам во себе, која што е другата Тина која што ја гледат сите на сцената,
таа е таа самодорога која што најчесто победува кај мене и сите тие прашања ги одговарам со еден одговор кој што го добив пред многу време, од секогаш го имам истетовирано на рака и вели God knows why. Така да секое прашање кое што го поставувам на самата себе, сметам дека може во тој момент го немам одговорот, но Бог секогаш има пат за сите нас и тој знае зошто е тоа така. Така да во тој момент сите прашања се тргнуваат, таа бунтовност се тргнува и доаѓа позитивната Тина која што е своја и има некоја самодовера. Добро е тоа, бидејќи без самодовера, ако немаш зацртано цел за кој што треба да се бориш, чумуш зашто постоиш тогаш, бидејќи сите сме предодредени за одреден предизвик во животен предизвик, така да мислам дека тоа треба да го прифатиме и да се бориме и да не се откажуваме во секој случај. Те прашав намерно ова дали се сметаш да удри славата во глава, бидејќи на шоуто Златна Бубамара да добиеш признание, награда за популарност, како беше? Најперспективна млада пејачка. Па добро, да, и тоа е и тоа сите ти аплодираат, не е мала работа и затоа јас велам дека јас имам тема наспроти Тина Русева. Па види, не е мала работа, но јас сето тоа го гледам како резултат на тоа што јас го правам. Така да јас само сум се потрудила да дојдам до таму. Цел тој пат не бил лесен и уште многу имам, јас сум тек на почеток, имам уште многу да изодам пред мене. Така да нешто што го правиш искрено, љубовта што ја поседуваш за тоа нешто, никогаш нема да ти направи да се осетуваш, да се осетиш например надмено или да бидеш секогаш со подигната глава напред, но секогаш треба да се останеме привземени затоа што на крајот на денот сите сме луѓе, сите сме исти, секој има различен талент. Тоа дека јас сум го одбрала јавниот живот не значи дека јас сум повеќе од луѓето, од нормалните луѓе кои што живеат нормален живот не во јавноста. Така да сите имаме своји таленти, и од најдобриот има подобар, така да нема потреба. Јас секогаш се борам со самата себе, не гледам никој како конкуренција и самото тоа ме води јас да бидам тоа што сум си и сите тие резултати да ги сваќам на друг начин, а не како вау, бев на Бубамара и сега јас сум нешто, не сум ништо, тек сум на почеток. Јас да бев на Бубамара, така да добиам вакво признание и да стане односно публиката да аплодира, неки беше истото, мислам немаш да го кажам. Не, навистина е чест и задоволство. Чест и задоволство во секој случај, навистина ми беше една огромна чест што бев на Бубамара, но како што реков, битно е да останеме. Мислам дека и тоа прво признание од Македонија што ти доаѓа после сето она што го... Да, беше. И тоа беше едно прекрасно признание, затоа што сите знаеме што значи Бубамара и за мене значи навистина многу како признание. И после излезе своја? После излезе своја, да, и тоа е секако некаков белег кој што се надам дека ќе ме обележува во иднина. Да, тоа почетокот секогаш мора да биде основната каписта за понатамошен музички професионален развој. Што работи во моментов Тина, освен што? Се. Па држам часови по пеење моментално, бев на музичка академија, на интензивна музичка академија, завршив за vocal coaching, моментално сум peer coach, млад коуч кој што држи часови по пеење од понеделник до петок, сабота или недела одам мини џоб во Макдоналдс, како исполнувач во Макдоналдс и во слободно време и во времето кое што ми е посветено на себе, пеам за себе. И работам моментално на авторска музика, се трудам да направам што може повеќе квалитетни песни англиски, а исто така и да придонесам за македонската публика, така да работам и на македонски песни. Константно нешто работам, ама тоа се ете тие примарни работи. Ма ти си 21 годишна девојка, ќе се вратам на ова, имаш време за свој живот? Дечко, не знам, партнер, како сакаш? Па за мојот личен и приватен живот нема да зборуваме денеска. Дали имаш време, не те прашам дали имаш. Можам да кажам дека се што се сака се може и доколку ги организираш работите на прав начин, секогаш ќе имаш време за се. Потешко е да се балансира, но време има. Вака од мојот глас како тренер има нешто слушаш дека има може да запеам нешто јас? Па зашто да не? Ќе те научиме и тебе, нели сум вокал коуч, па се види. Добро, кои се понатамошните планови на Тина Русева? Се што правиме? Промовираше своја прва песна, рече дека во моментов работиш. Она чудно ми стана дека твориш, барем колку што разбрав, авторство нешто. Се мисли на некоја нова песна,
свириш нешто, бидејќи Па? песната нели се поставува прво на музичка подлога, сега колку што ја знам или Да, што го не зависи. знам. Зависи се од тоа кој на кој начин функционира. Јас често знам да напишам некој текст. Не често излегуваат моите текстови, затоа што јас сум преголем перфекционист и сакам ако нешто напишам да биде баш добро. Така да пишам често песни, соработувам со повеќе композитори со кои што моментално сме во контакт и разгледувам на повеќе можности во иднина. Така да пишувам текстови, често мелодиите кои што јас ги пеам ги смислувам јас. Така да околу музиката знам свирам клавир, во основното музичко училиште свирав клавир. Така Тука во Боро Џони Струмица? Да. Поздрав до Боро Џони. Поздрав голем до Боро Џони. Често знам да си седам и да си измислам некоја мелодија и слично, па да ми дојде некоја идеја за текст, па после да го оставам тој проект на професионалци, да го сработат, па после одам јас во студио, кажувам мислење, разменуваме некои идеи, па се менува тука дел од песната, па после се додава текстот, се додаваат мелодиите и на крајта се снима сето тоа. Така да пробувам да имам удел во сите песни кои што ги работам, да имам некој си авторски удел во нив. Во тој поглед, пред филтер, мама Верица или тато Љубе? Па, повеќе за пеењето мајка ми, за музиката татко ми. Затоа што мајка ми се фокусира на пеењето, дикција, воздух, не знам, артикулација на зборови, акценти некои, финеси, шта год, се околу пеењето, а татко ми се фокусира на музичкиот дел, како се отсвирени инструментите, што како звучи, чистината на инструментите, чистината на вокалот, се околу техниката. А бато? Така да. Бато, он само слуша и ужива. Он само вели, оди Тино, јако и тоа е тоа. Да, тоа го сметаш како притисок од мама и тато дека мора да биде добро, квалитетно или пак предизвик? Не, искрено ти кажам. Предизвик во секој случај. Бидејќи, сега извини ме, Верица и Љубе оставија печат овде на македонската музичка сцена. Не, тие заминаа во Германија сте, но во секој случај тие овде направија еден, како се вика, еден белег и доста песни од мајка ти, татко ти со интервали кои буквално не го знаеше. Дали тоа е како притисок го чувствуваш дека мора Тина да нешто да биде плюс повеќе или пак предизвик дека може Тина сама да успе по она што го слуша до сега? Па, повеќе второто да кажам, дека Тина може сама да успее. Како што ти сам знаеш, мајка ми пееше повеќе фолк. Јас се одлучив повеќе за забавната музика, во забавниот дел, англиски да кажеме и македонски забавни. Така да малку тука се косиме со репертоар околу тие ствари, но го сметам како предизвик затоа што на некој начин е предизвикувачки да си повеќе од некој кој што веќе има изградено нешто, а од друга страна ми е и гордо што ми се родители затоа што знам дека оставиле нешто тука. Така да не ми е притисок, затоа што тие веруваат во тоа што го правам јас, веруваат во моите идеи, се тука да ме поддржат во се, ми се преголема поддршка, како што можеше ете да се види на The Voice. Така да. Така да се во граници на нормала, обожавам јас предизвици и тоа што тие биле нешто ми е преголема гордост и ми е преголема надеж дека јас можам еден ден да го достигнам тоа што го достигнале тие и се надевам повеќе од нив. И пак 100 пати го кажа тоа вака не правите му обид дека народната музика носи повеќе пари или пак тоа дека сте во Германија, пак сега ќе идеме на нешто европска сцена. Па, Овде во Македонија, народната музика знаеме дека повеќе пари за разлика. Добро, и таму има премногу македонци, има срби, има свашта, така да и таму би носело во овој момент би носело повеќе пари реално. Но јас сум човек кој што од секогаш ја сакаше забавната музика, иако нели пеам и народно, од секогаш мојата желба било таа европска и светска сцена. А европска и светска сцена со македонска народна музика тешко, но јас се трудам во моментот да направам некој баланс измеѓу моите корени и англиската музика, да направам некој микс, да вметнам ориентал делови во
моите следни англиски авторски песни. Така да пробувам да ги балансирам работите, да има нешто и ориентал, кој што ќе потсетува на македонската традиционална музика, а воедно да биде на англиски, затоа што мојата цел е светскиот и европскиот пазар. Така да балансот пробуваме да го најдеме. Кога може да очекуваме нов сингл во кој што ќе увидиме тој македонски мелос? Па не знам уште, затоа што се уште се трудам да најдам некој баланс, да не биде премногу тоа или премногу тоа, него да го најдам самиот баланс, така да се надевам во што поскоро време. Се гледаш ли како македонска представничка на Евровизија, ако одлучи Националниот сервис да учествува? Па зашто да не? Јас сум отворена на сите работи моментално, така да доколку се одлучат, за мене би ми било чест и задоволство да представам Македонија на Евровизија. Како гледаш на Евровизија? Многу мина ќе го критикуваат ово музичко шоу, јас го сметам така музичко шоу. Други ќе го поддржат ова музичко надпреварување, трети мислат дека тоа е добро за промоција на државата, иако доаѓаат односно е место каде што пред се музиката се слуша. А многу мина сметат дека она што го гледаме и односот на артистите пак дека доминира. Да. Па според мене првично е преголема промоција за државата, затоа што колку и да се фокусираме на другите ствари во Евровизија, на крајот на денот сепак кога ќе ја видиш Македонија таму, нешто се случува со тебе, некој интересен патриотизам кога ќе видиш на такво едно шоу, да кажеме на некој начин да ја видиш Македонија. Така да пред се е промоција на државата, на талентите кои што се во државата. Сметам дека треба многу повеќе да ги поддржуваме нашите таленти кои што одат на Евровизија. Првично тоа, околу начинот на гледање на талентите таму кои што се представиле до сега и како со годините се изменува Евровизија, тоа е нормално. Тоа сметам дека се случува низ цел свет и не е само Евровизија во прашање. Така да сметам дека треба да бидеме истрајни и да продолжиме со нашите евровизиски настани. Бар тоа е моја мислење. Значи треба да се вратиме. Добро. Каква е Тина? Приватно. Зависи во кој момент ќе ја видиш. Ова, знам дека од понеделник до петок музички тренер, дека држиш часови, но Тина приватно како е? Зависи во кој момент ќе ја видиш. Повторно Тина со две лициња. Не, види, Тина е една Тина со повеќе да кажеме поразноврсни чувства во некој одреден момент. Некогаш знае да победи среќа, некогаш знае да победи тага, некогаш знае да победи. Има различни чувства и јас се водам кон моите емоции, сум искрена со самата себе и еве што можам да кажам, Тина е таа позитивна личност која што Тина е таа позитивна, искрена, емоционална, поврзана со своите луѓе. Така да, тоа сум јас на некој начин. Таа луда девојка која што ни сите ги врти дома и се зафркава со нив, така да. Сега кога не сум таму и ме мака што не сум таму, нема со кога да се зафркаваат. А знаеш да направиш дома джема? Да, се зафркаваме, се шалиме, буквално дома сме, сите сме браќа. Премногу сме блиски со моите дома, знаат се за мене и често јас кога сум таму има некои лудори околу нас. И вака кога има лудори, кој прв почнува да пее? Мама, тато или Тина? Бидејќи вака не верувам дека сега ќе пееме. Тоа доаѓа. Тина станува уствари, така почнува денот, Тина станува, оде се ги мие завите или прво оде во дневна да се поздрави со сите и станува Тина, оди во дневна кога е веќе во некое нормално стање од Сабајле. Оди во дневна и почнува да пее, влезот во врата и почнува да пее. И тука ги распевам сите, се слуша музика од Сабајле и тоа е тоа. Така почнува еден ден, па после со текот на време зависи од самиот ден кој какви обврски има, може да седнеме сите заедно, може јас со мајка ми да пеам, па татко ми во другата соба нешто друго да си свири или па сите заедно да свириме. Така да доста интересно во семејството Русеви таму во Ледеркузен и во однос на позитивната енергија и на однос на песната. Што сака, знае да готви Тина? Па готви често. Што? Па зависи. Не сум сега баш поманџинлево, не сум повеќе сум од тие, да кажем, моментално повеќе по тие модерните.
што ете, во Индина, не дека не знам да ги готвам манџите, далеко било, но се трудам ете малку да ги испратам тие нови, да кажам, рецепти. Ете, знам често да сготвам нешто паста со некој интересен сос или да направам, да кажеме, често правиме со мајка ми рижото, например. Зависи се од самиот момент. Јанија и тавче или фасоли пострумички? Па ќе направиме и тоа. Правам, во принцип правам се, но ете, најинтересно, што ми е најинтересно за правење е благо, например, затоа што така ете некои ситни, например, бомбици, нешто сакам да се зафркавам. Интересно ми е, например, и сарма да мотам, затоа што ми е така мало, а јас сакам така мали ствари да ги правам перфекционистички, да ги дотерувам, така да такви некои мали работи ми се интересни за работа. Ако не беше во музичките води, што ќе беше, рековме? Ерен организатор. Па да, најверојатно. И ќе организираше настани токму со овие бомбици вака. Добро, полека да привршуваме, 21 годишна Русева. По она што го слушнав од тебе дека малите да не се откажуваат, да го живеат сонот и да бидат истрајни, да се борат. Но што ако најдат на препреки? А тоа често се случува. Тина, дали во својот животен пат музички имаше некоја препрека, освен тоа преместувањето од овде во Германија? Па препреки има секојдневно реално, затоа што например додека бев на Voice имаше некои приватни работи кои што ми се случуваа мене во тој момент, а јас не можев да ги избегнам на некој начин, мораше да бидам присутна на проби, мораше да бидам во кругот на Voice. Се случија многу работи кои што не беа лесни за мене, но на некој начин треба да се свати тоа, како што реков и пред тоа, сите работи во животот кои што се случуваат се предизвик на некој начин и многу е важно да знаеме да се избореме со нив. Многу е важно да останеме истрајни во тоа што го сакаме, затоа што доколку се откажеш од нешто, уствари не си го сакал доволно тоа што си го почнал. Така да е многу важна таа истрајност, тој труд и љубовта кон тоа што го правиш. Затоа што секогаш на крајот на денот љубовта победува без разлика на сите околности. Многу е важно да се биде свој, како и во песната, најважно е да се биде свој, да се биде автентичен, да се работи на работите кои што се сакаат, да се трудиме, да се почитуваме. Многу е важно да се поддржуваме пред се и да се гордееме едни на други, да бидеме тука едни на други, за други, едни на други и да се бориме за нешто повеќе од тоа што сме биле денес, да бидеме повеќе утре. Што е клучно за успех? Според тебе, како јас? Труд, во секој случај труд. Талентот ако го имаш е супер, но доколку не се трудиш и не бидеш истраен во тоа што го правиш, џабе е талентот, џабе е се. Добро, и за крај. Кои се оние 5 збора што би опишале Тина Русева? Па позитивна, искрена. Добро. Позитивна, искрена, храбра. Не се трудиш? Па се трудам, но истрајна е тој труд е поврзан со таа истрајност. Така да ќе кажам исто така и насмеана, комуникативна. И има многу зборови за кои што може да се опише Тина. И девојка која што шири љубов и позитива. Најважно од се е тоа. Тоа не можеме да судиме, бидејќи тоа партнерот можеби треба и твоите најсакари и најблиски да го кажат. Љубовта не е само кон партнерот или блиските, него љубовта се гледа секојдневно во животот, самото гледиште на животот и првично љубовта кон Бога е тоа што ме прави мене тоа што сум. Така да љубовта кон Бога е првичната љубов, после тоа започнува се, а јас љубовта кон Бога се согласувам, апсолутно, и љубовта кон сите. Бидејќи публиката и сите околу нас заслужуваат барем едно почит и една искреност од сите нас. Тина, ти благодарам на овој подкаст во Гласот на младите. Верувам дека се поистоветуваат дел од младите дека ќе бидат истрајни, ќе бидат храбри и упорни во она што го посакуваат во својот живот. Дај Боже, ете сите да бидеме успешни, како што реков и пред тоа, да се поддржуваме и да се гордееме едни на други. Тина Русева, се надевам дека наскоро ќе слушнеме уште еден нов сингл од тебе и да се гордееме и понатаму со твоите успеси. Дај Боже твоето име да блесне на светската музичка сцена. Дај Боже, и ти благодарам што бев во твоето присуство денес, ми беше прекрасно и се надевам дека се гледаме за брзо. Така, тоа беше Тина Русева, кој што преку својот прв сингл Своја кажа дека не треба да се откажувате од вашите соништа. Тина Русева во Гласот на младите на ДРНК МК портал. Благодарам за вниманието.